Почитувани, СДС врши континуиран притисок врз македонското правосудство. На СДС му требаат партиски судови кои ќе работат по насока на Заев за да ги покриват своите антидржавни политики. Одлуката на апелациониот суд за укинување на одлуката на основниот суд со која не се прифаќаат прислушкуваните разговори за доказ во постапка и враќањето на предметот во повторно одлучување во првостепена постапка не значи дека криминалот на Заев е легализиран и дека монтираните незаконски стекнати материјали СЈО може да ги користи во натамошна постапка. Незаконски прислушкуваните материјали кои ги монтираа обвинетите од Состорничкото здружение опфатено со предметот пуч, не се и не може да се користат како докази во некаква правна постапка. Буквално во никаква, па дури ни во политички монтирани случаи какви што води СЈО. Одлуката на апелациониот суд за укинување на решението на основниот суд се коси со правната логика, бидејќи го игнорира член 12 став 2 од Законот за кривична постапка, кој вели дека нелегално стекнати докази не можат да бидат земени како доказ во судска постапка. Одлуката на апелациониот суд е димна завеса за замајување на јавноста и одвлекување на вниманието на граѓаните од вистинските злосторници Заев и Верушевски, кои беа амнестирани од одговорност од страна на политичкото обвинителство СЈО. Одлуката на апелација, предметот по жалба да се врати на првостепениот суд, апсолутно не значи озаконување на криминалот на Заев Верушевски и верификување на монтираните разговори. Одлуката значи дека првостепениот суд треба повторно да одлучи и да се произнеси по жалбата на СЈО, а веќе еднаш овој суд согласно закон кажа дека незаконските материјали не може да се користат во постапка. Со објавување на одлуката се покажа дека соопштението со кое што апелација информираше јавноста е повеќе политичко и со намера да се дезинформира и да креира простор за политички притисок врз судовите. Политичкото соопштение на апелација, донесено под политички притисок, беше експресно пренесено од медиумите под контрола на СДС со една единствена цел – создавање на хаотична слика во јавноста и создавање чувство на несигурност кај граѓаните во правниот систем, со јасно упатена порака дека сите треба да играат по нотите на СДС доколку сакаат да не бидат прогонувани. Соопштението имаше цел да отвори простор за дополнително отцрнување на ВМРО-ДПМН како партија и нејзините функционери. Политичкиот притисок кој се врши врз апелациониот суд има за цел и прикривање и дефокусирање на јавноста од сите штетни одлуки на СДС во очи на престојните локални избори, кои соочени со катастрофалниот рейтинг помеѓу граѓаните, единствен спас гледаат во атак на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН уште еднаш ги потсетува правосудните органи и државни институции дека треба да работат исклучиво согласно устав и закон и никако поинаку. Сите инволвирани во незаконско донесување одлуки под притисок на СДС или било кој друг треба да знаат дека со демократските промени во Република Македонија и враќањето на правната држава и владењето на правото ќе има одговорност за секое незаконско работење.